Во моите раце држам три прекрасни богатства, така ќе ги наречам кога станува збор за пишаниот збори за литературата. Романот се вика Остани, меѓутоа двете збирки на песни, едната е Клавирот на животот, а другата од Чешмата на времето. Човекот кој што своите зборови, своите мисли ги стави врз хартија, за секој од нас кога ќе има потреба да може да ги пронајде и да ги прочита, и денеска со мене овде Јасмина Јошевска, автор на овие дела. Добре дојде во студиото на Мега телевизија. Благодарам на вашата покана, вашата култура, вашето однесување, зашто уште кога тргнав да доаѓам наваму, ме пречекавте онака прекрасно. Ви благодарам пред се. Ке зборуваме најнапред за романот Остани, кој што неодамна имаше својата промоција како последен од 4 ваши изданија кои што досега ги имате нели пласирано во јавноста. Да, моето четврто, прво прозно дело, романчето Остани. Првите 3 се збирка поезија, Долина на солзите, издадено од 2014, првата одскочна даска сепак. Второто е од Клавирот на животот и од Чешмата на времето. Мислев дека прозно дело нема да успеам да напишам, поезијата ми беше добро легната, меѓутоа се случи некакво чудо во случај на доверба на едно младо дете кој ми раскажа дел од својот живот, сепак дел, зашто има 28 години. Посегнав по смелоста да направам ново дело, а направив дело, меѓутоа не одеше баш брзо. Една година помина како се создаде, затоа што не е така лесно само 10 дни напиши. Треба да има смисла, треба да има заплет, треба да има расплет, каде што читателот ќе го натера подлабоко да види што се случува понатаму, едноставно да сака брзоплетно да ја прочита. Романчето се промовираше на 12 април во Народниот театар во Битола. Кога правам промоции, не правам обична промоција, зашто му давам главен збор на настанот. Така да промотор беше Петар Горко, изведувач беше Димитар Андоновски и рецензентката Сузана Турунџиева. Сите заедно со, како викам јас, една мајсторија на умењето во уметноста, направивме поинаков настан. Настаните ми се доста битни, зашто ги правам од хуманитарен карактер. Се надевам дека акцентот што е ставен таму, никој го гледа сето тоа, затоа мислам дека романчето си го направи своето. Изнесени беа сите елементи, онака добро, како што знае Петар Горко да чита, ги добре луѓето да сватат што всушност се случува во него, зашто таа приказна ја собра во едни 100 страни, а сепак да е толку добро да се прочита. Веројатно ќе има и критики кои некој нема да му се допадне, меѓутоа се она што слушам од после настане тоа дека што ни направи, ние плачевме таму, зашто толку тажен крај, меѓутоа вистинската приказна е таква, не можам да ја изменам. Се додека го слушам тоа како позитивност, дека не ме остави да јадам, не ме остави да спијам, го прочитав во еден час. Тоа е нешто што ми создава насмевка на моето лице. Јасмина, слушнавме што за вас значат оние настани промотивни на вашите дела. Меѓутоа ќе се наврата малку на самото пишување. Колку е неопходно човек да има исклучително образование од страна на литература, за да може да создава дела, или можеби чувството во душата, инспирацијата од обкружувањето се неопходни кога треба нели да се напише едно дело, независно од кој жанр станува збор? Сметате ли дека образованието е неопходно или можеби ќе го напишеме ние? Меѓутоа соодветните лектори и оние рецензенти и оние помагатели при објавувањето нели на делото ќе си го направат своето. Јас сум човек што има само завршено општо образование, значи општа гимназија. До некаде погледнувањето кон делата во кои ме турна професорот Никола Ивановски во Крушево, сепак јас сум крушевчанка, 17 години во Битола. Тоа е многу интересно, крушевчанка, родена во Прилеп, меѓутоа живеете во Битола. Самиот пат во животот ме донесе тука и благодарам што сето тоа се случи, затоа што Битола е Битола. Некако те влечи и не те пушта да отидеш никаде подалеку. Сакам да кажам дека образованието до некаде е дел од нас, кога веќе се случува нешто, го бараш од себе да го изнесеш. Меѓутоа не е до толку битно да си некој премногу образован човек за да направиш некое дело.
Тоа е некоја дарба од Бога, јас така можам да наречам. Некоја судбина што си ја носам, меѓутоа како мисија ја замислувам. Да направам едно дело ми треба доста време, зашто не сакам да излезе нешто обично, малечко. Кога правам едно, може би во годината, меѓутоа да е добро. Секогаш постојат лектори, рецензенти, кои ќе го видат сето тоа, па ако има нешто, тука сме. Да биде квалитетно, не само издадено. Романот кажавте дека е на некој начин автобиографска на одредена личност и е врз база на вистински настани пишувана. Меѓутоа, кога станува збор за песните, влечите ли инспирација од природата, влечите инспирација од општеството и обкружувањето, или па може би политичкава ситуација ве инспирира? Љубовта е вечен двигател во животот на еден човек, од како ќе се роди, се додека не умре, него му е потребна љубов. Значи, моите дела се лирско-интимна поезија. Така. Тоа станува збор за песните, ки имаат гледачите, нели, можност ки им прочитаме дел од вашите дела со цел да ги заинтригираме и прво нешто што ќе направат, излегувајќи од дома да побараат некоја од овие книги. Меѓутоа, Јасмина, ќе се навратам на малку поинтимен дел од вашиот живот. Ви имате 36 години, ако не се лажам, меѓутоа сте мајка на 4 деца. Како успеавте? Како се случи сето тоа? Колку обврските околу тие деца ви даваат простор да го работите ова? Дополнително на тоа, вие сте и студент во моментов на правниот факултет во Битола, кое што малку навистина бара напори да се средат сите оние домашни обврски, па каде е студирањето и дополнително опишувањето, бидејќи знаеме дека и петтата книга е во подготовка? Вака сега. Ако човек има волја за нешто и кога работи со љубов, има време за се. Децата воопшто не се проблем да се израснат, а во меѓувреме вие да создавате. Студент, мајка, работник, се пронаоѓам во се. И се што правам со љубов. Затоа има време за се. Значи ли тоа дека можат и другите или едноставно имате таен рецепт? Па може да се рече таен рецепт, меѓутоа му го посакувам секому. Да се пронајдеш себе си на патот каде што ја осмислуваш светлината, си даваш смисла на својот живот, е токму пишувањето на овие дела, така да јас се пронајдов себе си. Можам да кажам дека дури се гордам со тоа што успеав да си погледнам во душата, да го ископам сето од внатре, да го извлечам најдоброто од себе, а да се стремам сепак за уште подобро, зашто не се застанува на едно дело. Си направил нешто и ако се застани на тоа дело, ништо нема да постигнеш, нема да одиш понапред. Имаме на мисла, ја чувам секогаш, само најдоброто е доволно добро, затоа се стремам да создавам уште повеќе и тој стремеш никако да не згасне. Петтата книга, може ли мало откритие какво дело ќе биде? Петтата книга се вика На врв и на дно, е поезија, зашто целиот на живот е подеми и падови. Меѓутоа во сите тие падови објаснувам дека треба да се остане човек, да се истрпи сето тоа, зашто животот не е розев, сите тоа го знаеме. Меѓутоа да дадеме некоја розева нијанса, да го замислиме дека е нешто подобро за да успееме. Зашто побрзо да излеземе од тој пат? Така. Ќе пристапам кон читање. Значи, она што ми остави впечаток е едно прашање кое што го поставувате на крајот од оваа книга пред рецензијата, кое што вели: зошто има нешто кое изгледа е сурова реалноста, вели вака: да сакаш е како песна, да пееш, а не постои песна, песна без тажен крај. Љубовта боли. Поради стравот, гордоста и наетот, поради погрешното време и пропуштените можности, поради лажниот морал, вистинските пријатели и ниските страсти, поради отсуството на храброст и упорност, но и поради алкохолот, пороците и нашите слабости, на некои љубови не им е пишано и поради сето тоа љубовта боли. Остани, прво дело од овој тип на младата авторка, која до неодамна беше препознатлива само по незината нежна поезија, која директно не подсетува на тоа кои се најбаналните грешки, погрешни чекори и навидум мали испади во нашето однесување кои предизвикуваат големи разочарувања.
Оваа динамична, современа и толку за денешницава позната љубовна сага, во која главниот протагонист Огнен е во потрага по својата вистинска љубов, е жив доказ дека љубовта на вистина знае многу да боли. Низ многуте негови љубовни разочарувања, невозвратени чувства, безнадежни очекувања, ни се потврдува и оверува фактот дека овие наши врски, релации, избори и настани се однапред детерминирани. Со други зборови, не сме ние тие кои одлучуваат дали некоја врска ќе успее, ќе трае или пак ќе боде некому очи. Дури и кога мислиме дека сме успеале во љубовта, црвот никогаш не престанува да мирува. Судбината, кога тогаш доаѓа во наплата на долгот и сурово си го зема своето. Данокот, кој од некаде, од некого, од немајкаде, некој мора да го плати. Дали сето тоа е кармички предодредено, дали се работи за некој долг кој не го доисплатил некој наш предок, или пак сето тоа е така заради чудната математика на судбината, не знам, но едно е повеќе од јасно. Љубовта боли и разорува. А таа, љубовта е вечна и неисцрпна инспирација за многу автори, без оглед на нивното животно искуство или пак нивниот пол. И мажите, и жените, и младите, и возрастните го користат истото гориво – љубовта. Дури и кога таа боли, пече и отвора живи рани, и тогаш кога сме далеко од саканата личност и трпеливо го чекаме денот кога ќе ја изненадиме, и тогаш кога мислиме дека конечно ја имаме во прегратки за секогаш. Моќта на младата авторка да не носи лесно, брзо низ ситуациите во романот, да создава неизвестни заплети, не ни дава можност да прекинеме со читање или да ја оставиме за подоцна. Туку умешно, низ секоја следна сцена не навлекува се подлабоко и пољубопитно да навлеземе во срцето и мислите на Огнен, кој е олицетворение на едно урбано, културно и златно момче, кое едноставно немало среќа во љубовта. И покрај неговото добро однесување, убавите манири и трпението кое ниту еднаш не го напуштило, животот едноставно за него припремил само грди изненадувања. Наше е да ја распакуваме најважната порака која ни ја носи овој роман и да се запрашаме кој и зошто ја одредува количината на нашата несреќа или среќа и нашите избори и зошто на најдобрите секогаш им се случуваат лоши работи. Ова е дел од рецензијата на Сузана Турунџиева, која што е посветена на ова дело. Кажете ми, сметате ли дека навистина за љубовта мора да се плати некој долг? Се додека мислиме дека оној што не повредил, можеме да му возвратиме постојано со повредување на невини луѓе, да ќе плаќаме. Не смееме да погледнеме кон секого исто, зашто не се сите луѓе исти. Постојат оние исклучоци, каде што можеме да погледнеме поинако, меѓутоа стравот, тој црв што не јаде од внатре дека повторно ќе бидеме повредени. Ете тоа го направил Огнен да ги повредува сите околу него. Меѓутоа, токму тоа повредување, на крај го остава да биде сам со своето детенце, да ја изгуби жената која навистина вреди. Јасмина, ќе ви запрашам едно, како да го наречам, не знам, само ќе го поставам прашањето. Доаѓаме до фаза, вие сте мајка, јас сум мајка. Единствено, она безусловна љубов, која што чинот на самото раѓање на детето ја прави таква каква што е, без она желба да сакаме да вратиме заради некое повредување кое што го добиваме од другата страна. Но човечката природа е таа која што независно дали станува збор за љубовна врска, дали станува збор за пријателство, дали станува збор за секојдневие комши и соседи околу нас, кога работите ќе се случат да некој нас не повреди, не е нормално да треба да вратиме? Јас возвраќам со насмевка. Зашто повредувањето ме тера да имам страв. Страв едноставно, не сакам да повредувам, не сакам да бидам како сите овие луѓе што постојат, се некако изопачено во последно време, искрено така кажано, може би просто, меѓутоа се повеќе само повредувањето, суетноста е она што всушност постои во луѓето. Меѓутоа, единственото свето нешто што останува е она чиста љубов се дечињата. Ништо гледам дека нема смисла повеќе да се бара некоја љубов како
безусловна да остани до крај. Се некако со маски на лице, се некако некој лицемерие, затоа што се е ова почувствувано, се е ова дојдено. Кога некој сака да ме повреди или успева во тоа, морам да се насмевнам и само оставам животот самиот да го однеси на пат каде што му е се одредено. Мојот живот не е осмислен во повредување. Мојот живот си го осмислувам многу поинаку, со смислата на насмевката, со таа позитивна енергија што ја носам да ја почувствува секој. Ако гледам дека нешто негативно, едноставно само ќе заминам од него или од таа ситуација, се со цел да не дојдам воопшто да дојде до повредување, зашто понекогаш да животот е полн со сопки, сопките се од луѓето, тие си ги поставуваат. Порано некако како повеќе да потпаѓав на тоа, секој збор многу ме допираше, зашто сепак луѓе сме, емотивни сме, колку и да се правиме дека не сме. Сега како што поминува времето, сите тие сопки не дека не доаѓаат, меѓутоа ќе се потргнеш на страна, ќе поднаучиш малку да си поопрезен, да не паднеш на сето тоа, па за да дојде до повредување. Уште едно прашање од лична природа. Имате 4 деца, се залагате за љубовта и промовирањето на љубовта, тоа се гледа во вашите дела, да. И сама кажувате и животот го туркате преку љубовта. Како ги воспитувате вашите деца кога станува збор за живење во едно многу сурово општество и кога гледаме дека успешноста на еден човек се темели врз тоа на колку тој е злобен, колку е себичен, так, за да биде успешен, бидејќи оние кои што со чиста душа настапуваат на сцената на денешното општество, дефинитивно имаат голем број на сопки кои што или ги преобраќаат да станат злобни, или едноставно ги потиштуваат и се поттурнати од општеството. И па заради тоа што мојата душа не може да се промени. Ние сме она што сме карактерно, меѓутоа овој карактер и оваа душа не сакам воопшто ни да ги променам кон злобност, затоа што ме воспитале да бидам со добри манири, да се однесувам културно спрема постарите луѓе и воопшто со светот. Да, многу е суров овој свет. Меѓутоа, ете токму и дечињата гледаат како реагирам на сето тоа, ги учам она што можам да ги научам. Не знам во што ќе се претворат, можеби понатаму, но до сега премногу сум задоволна од она што го гледам од нив. Зашто кога доаѓа до проблем со постаро лице, мојот син знае да избувне колку е нервозен, меѓутоа можам да го смирам со оваквите зборови. Сепак тоа е постара личност, ти треба да ја почитуваш. И кога ќе ми каже дека ти си најдобрата мајка, јас сум постигнала цел. Тоа е она што а овие помалите учат баш од него, значи му кажувам дека тоа е патот по кој тие мислат дека треба да одат, зашто сепак се малечки. Мојот син е полуматурант, има 15 години, ќерката 13 и близначиња по 9. Сите помалечки дечиња гледаат ова поголемото што прави, така да него го учам да им биде пример на сите овие. Така. Ќе се навратам околу издавањето на книгите. Споменавме дека 4 се веќе достапни за јавноста, 5-та е во подготовка. Колку денеска вакво какво што е времево е тешко да се издаде едно дело, кога станува збор за самите оние финанси кои што неопходно мора да се дадат и колку има бенефит од самото објавување на книгата? Не вака сега. Како што и Петар горко ме изненади што кажа дека јас правам се сама во овој живот, морам да си признам. Нема спонзори, не чекам ништо од никога, меѓутоа и она што треба да го добијам на самата промоција, јас не го чувам за себе. Не можам. Едноставно природата не ми делила јас да имам само за себе. Се што правам сама. Печатењето, настаните, значи си тоа кошта пари нормално. Затоа можеби некој дело ќе почека подолг период, меѓутоа кога сум спремна нешто да направам, тогаш ги собирам луѓето на маса и го осмислуваме самиот настан. Затоа што денес никој не сака да пружи рака, иако гледа дека нешто е добро, дека каков настан може да се направи. Никој. Се луѓето гледа да те поттурнат, зошто ти да си таа што ќе успеш, зошто ти да направиш такво нешто. Постои таа негативност постојано, меѓутоа ако се осврнам само кон сето тоа, нема никогаш ништо да направам, ќе си речам готово, ништо од мене. Сама. Најдобро е кога се почнува сам и се туркаш сам зашто си успел, вредноста да си ја дадеш онаму каде што ти знаеш дека треба. Сте сватиле дека
она вроденото во вас, талентот за пишување го поседувате и вие ставате на хартија песни, спорови, еве и роман и слично. Кога сакавте или кога се одлучивте во 2014-та првото дело да го објавите, кои ви беа очекувањата? Стануваше збор за финанси, задоволување на некој собствен хир или можеби благопријатност од споделувањето на вашите важни работи со јавноста? До тогаш Јасмина беше затворена. До тогаш Јасмина како да не постоеше во смислено на никому ништо. Гледањето на децата. Меѓутоа, сакав она што го напишав, некој друг да го види, да ми ја прочита едноставно душата. Зашто внатре се точно тие подоми, падови, паѓањето, параѓањето, да станеш, меѓутоа да научиш од сето тоа. Бев дури и без работа, кога отидов во печатницата им кажав печатете. Едноставно го подготвив сето тоа и дојде. Не очекував апсолутно ништо да се случи, не ни знаев во кој свет влегвам, кои врати се треба да се отворат. Меѓутоа дури отпосле, како помина сиот тој настан, зашто беше направен повторно со медиуми, сето тоа си го донесе своето. Никогаш немам некои посебни очекувања дека не знам што ќе се случи. Едноставно се реализирам себе си преку своите дела. Ако во странство се одважите да напишете некоја книга, таа доколку е добра станува бестселер и во тој случај писателите не мора многу да работат, значи имат доволно финанси за да си го продолжат животот понатаму, доволно се една, две или три книги колку што имам информација. Колку сметате дека токму кај нас на нашево поднебие, не зборувам само за Битола, еве пошироко Скопје, наша метропола, доколку сте писател, можете да живеете од авторството? Кај нас малку тоа е банална работа, зашто нема некои финанси посебно, да си странства нешто поинако, меѓутоа тука било што да правиш, нема некој бенефит огромен. Самата продажба на книгата, на самата промоција, јас пак ќе речам, и тие малку средства ги делам, затоа што не ги чувствам своји едноставно, а нешто посебно да се живее од самото пишување не. Меѓутоа, правиме ние нешто што мислиме дека ќе остане зад нас. Еден ден сето тоа некој ќе го прочита, ќе се сети. Единствено трајноста вреди во тие корици. Каква е поддршката од вашето семејство кога станува збор за самото пишување? Пишување, да, можеме и ноќе кога сите спијат да пишуваме, не е тоа спорно. Меѓутоа, кога ќе дојдеме до нај момент дека да, сега сме подготвени, се е средено, ќе испечатиме книга која што ќе ја промовираме и за сето тоа сама ќе платам. Какво е гледиштето од страна на семејството? Имате ли поддршка кога станува збор или за тоа моравте да се изборите како што се боревте да оживеете во 2014 преку промоцијата на првата книга? Затоа добро кажав сама, зашто 6 години сум јас разведена. Меѓутоа, баш од страна на своите родители не сваќа од почеток што правиш, зошто сега, па ти немаш, ти си само. Не сваќа дека едноставно правиш нешто да дојдеш до акцент на реализација, тоа е себе реализација, си ја поставуваш целта и кога си ја остварил целта, она што мислиш дека треба да го направиш, е нешто што те воздигнува во облаците, меѓутоа те спушта добро на земја да знаеш дека е тврда, нема бегање од неа. Имаше мала борба со тие работи, пошто моите родители се од некој си време, немаат некои такви сваќања. Јас дури се чудам од кај јас излегов со ваква дарба, искрено кажано. Како се чувствам како чудак во нивното семејство, меѓутоа им кажав дека сте ми дале живот, ви благодарам, меѓутоа сега оставете ме да си го правам своето. Зашто природувањето на самата себе, она што успеав денес да бидам, макотрпноста, издржливоста ме направи да сум посилна од секогаш. Да, борбата постои. Постои зашто имаме различни сваќања, баш она кога ќе кажат генерацијски дека дали ќе разбера, дали ќе сватат, да. Јас ќе им удоволам на гледачите со читање на дел од вашите песни. Ова е клавирот на животот. Во агонија.
Што здивна зад редовите како заклано јагне, изгорот потријан по душата во длабочината од патот те пречека, нов неспокој во зацкривањето на дарбината поврзано во еден здив, рамнотежа изгуби, претворање за живот. Што викаш соборен од непознатото и срце ке ти откине, ама сила немаш за да останеш. Нема бегање од агонијата, јагне мало пропаднато, смешно во очите гледа, пламнува грубоста нејна и последен поздрав ете. Ако можам да забележам, Јасмина, значи во самите наслови, низу мието, во агонија, те отуѓувам од мене, не нема нас, низ крајот на почетокот. Зошто вакви наслови? Самата песна што ја прочитавте, самиот Гор кој ја одбора прва да ја изнесе на промоцијата на двете книги. Ова случајно беше ништо навистина. Нешто што не го очекував. Баш ја одбравте таа песна, зашто тој кажа дека сум читал поезија, меѓутоа толку длабока, толку емотивна, дека досега нема прочитана. Сето тоа е изнесено во разочарување некогаш во позитивност, меѓутоа се повеќе се пишува кога човек е разочаран, кога гледа што се случува околу него. Сето тоа надоаѓа во такви моменти, такви зборови, ако не се запишат, се ќе отиде. Значи, љубовта е нешто што мачи, успева да мачи, зашто секоја мала ситница на повредувањето го разбудува секој атом во едно тело. Епа ете, јас успевам да го изнесам. Да, спомнавте дека се пишува ноќе, меѓутоа најмногу кога зборува тишина, кога знаеме ние поетите да заминеме онаму подалеку, некогаш да дадеме добра смисла на некој нов свет што ние си го создаваме, меѓутоа пак ќе се навратам на мојот свет. Мојот свет е сега оформен, нов, чист и недобрен, каде што веројатно нема да има смелост секој да дојде, да допре и да тропне. Зашто самата зрелост си го прави своето, да можам да дојдам до заклучок дека постои нешто како мој свет, си го почитувам и не давам никому тоа да го нападне. Така, тешки наслови, тешки зборови, напишани во тешки моменти, предпоставувам, од животот. Да. Простите на личното прашање, меѓутоа, колку разводот влијаеше од типот на дел од овие песни да бидат тука испишани? Дека имате 4 деца, не верувам дека сте влегли во брак за тоа што родителите ви рекле. Да бидеме реални. Разводот не е нешто добро, па да го примеме како со насмевка дека дошло нешто. Никој не сака да не му е добро. Меѓутоа, после 3 години пад буквално, значи не излегување од дома, само плачење, потиштеност, тоа ми беше добра лекција. Помислата дека ако се поболам јас, на никој нема да му требам, ни на своите деца, ниту пак на некој за да го помине животот, значи сепак надежта дека ќе биде нешто добро остана, ме направи да бидам силна меѓутоа после долг период. Затоа викам паднав, не дно, докато допрев дно на дното. Меѓутоа кога го допрев тоа нешто и кога сватив дека во таа темнина нема ништо убаво, полека, не веднаш, зашто веднаш никој ништо не постигнал во животот. Полека успевав да станувам. Самата прва книга кога се издаде, значи зашто реков немав никакви очекувања, него едноставно сакав да направам нешто во корица, да остане, да не стои во фиока. Може ли едно прашање, се извинувам? Сите тие црни, неубави моменти, тешки чувства, пренесени на хартија, може ли да се каже дека ако ги објавите, ги извадивте од душата и тргнавте кон нов почеток? Едноставно си ја дадов душата внатре, значи кога го читаш делото, ми влегуваш во мојата душа, можеш едноставно да ме разбереш што поминав. Не барам некој да ме свати до толку што всушност сум поминала, меѓутоа може би некаде ќе испадне како поука. Да, дека треба човек да се разбуди од сето тоа, дека не смее да остане во таа агонија, зашто таму се пропаѓа. Затоа тоа јагнето е напишано таму, дека не смее некаде да згасне надежда. Има подобро утре, ако ова вечер е тешка, кога ќе се разбудиш на сабајле, има нешто ново. Едва и чекам да се разбудам во 6 часот наутро да заминам на работа, зашто знам дека таму ќе ме насмеат, колку и да ми е тешко. Лелекот. Лелек,
оформен низ сон, едноставно употребено чувство. Раце готови за молитва, дај спомени ме. Прелева гледката за скротеност каде лаеш збивтано во прекор на моментот најако да заплачеш. Плачи, плачи за мене. Затропав идентично како во дворец далеко од вестината, а блиску до собраното плачење на болките. Лелек. Фали прашина расеја на олеснето со изрекиве, напишано различно преселена во срцето. Пропаѓам длабоко и пак тврдина. Ова е исто дел од вашето дело Клавирот на животот. Лелекот објаснува се. Меѓутоа, споменавме, вие сте прва година студент на правниот факултет. Значи ли тоа дека откако ги дипломирате, дај баш да се вработите во правосудството, значи ли тоа дека повторно ќе пишувате? Или можеби тука ќе застанете бидејќи ќе се косат оние правнички работи наспроти поезија? Не, никако. Иако закаснето желбата за да се биде студент, некако ја сакав од секогаш, меѓутоа ете не може моите да го направат тоа. Така да сега кога можам, повторно гледам нешто да успеам, повторно гледам да се реализираме и на тој начин. Ништо не е тешко ако се сака. Во секој случај. А тоа дека ќе запре пишувањето, тоа веројатно нема да запре. Мене ми се чини малце ми е мојот живот за да испишам се она што сакам, зашто едноставно сега течат сите овие дела. Нема време, немав кога растев деца и немав зборови за да се тоа го создадам. И тоа сега да, се ова дојде од пред 3 години. Се друго останато морам ова значи да го кажам. Пишувам од својата 13-та година. Прва песна на регионален надпрва доби втора награда. Тоа ме поттикна да сватам дека с нешто можам. Меѓутоа се што беше пишувано, се наградувано, се она што работев до своите 19 години, мојот бивши сопруг и ми изгоре во оган. Зашто не било за него пишувано, туку било за некој си пишувано, нема врска. Меѓутоа не можеш да му го запреш талентот на човекот на што Бог го подарил, така да си викам, малце сега ми е животот да создавам нови дела. Ајде, тука е пред нас од чешмата на времето. Парче живот. Лесно е да го скршиш крцкавото парче душа, разнишано од ветриштата лоши, да го измамиш и измачиш од тие во ќорсокак, како пиле исплашено. Сакаш да моли, да клече, да плаче, а ти гордо да го присвоиш во безизлез. Колку безгревно можеш да го потонуваш бродот, тишината, слабоста, кревкоста која никој не ја слуша, бара немоќна нова сила, да се убие, да се создаде шума за оваа срна. А ти немо дочекаја со тивок од и пат кој те повикува да знам ноќва дека ќе допрам. Кристална светлина дојдена како есента на мојот прозорец. Ме чека нов ден да расцветаат сладости повторливи. Не можеш да ги угастиш додека во мене живее борбата за мудрост со некој спремен за мене. Ова беше нели песната Парче живот од делото од чешмата на времето. Па може овдека да се навиде она надеж која што сите нас не следи, поведра малку би ја прокоментирала. Не сум некој, како да кажам, стручен аудиториум кој што би требало да дава критики, меѓутоа од прв пат прочитана тука пред гледачите, си зимам за право да прокоментирам нешто што ќе го забележам, ќе ми простите доколку грешам. Меѓутоа, навистина, вреди да се прочитаат овие дела кои што има луѓе кои што не ја спознале љубовта. Сметате ли дека има такви? Луѓе кои што никогаш не ја дознале? Има, зашто во последно на што го слушам, луѓето, така да ги наречам на 36 години, прашуваат како може да си остарен на своите 36 години. Значи, не доживеале се уште љубов во вистинска смисла на зборот. Кога ги читате делата, ако сте во едно расположение, го читате поинако. Ако сте во друго расположение, се чита поинако. Значи, една книга, додека не ја прочитате два пати, не ја оставајте. Не знаете, ако сте расположени, читате на брзина, читате поинако. Тежината на самите зборови внатре, кога вас ви е тешко, е многу поинако. Така, еве јас во
овој момент ќе ги прочитам уште еднаш насловите, значи станува збор за клавирот на животот, од чешмата на времето, романот Остани и првата книга, се извинувам, како Долина на солзите. Долина на солзите. Топло им ги препорачувам на нашите гледачи. Се надевам дека она што денеска овдека така спонтано си го изнесовме на маса, го споделивме со нашите гледачи, ќе биде поттик дополнително да ги земат книгите и да ги прочитаат. И се надевам со нетрпение да ја очекуваат петтата книга. Да. Кога некој создава, морам да кажам дека убаво е да не стои во филка, значи како една порака до оние млади автори или постари без разлика, меѓутоа се она што им стои во филка, зашто има доста луѓе кои не се осмелуваат да заради финансиски проблеми да не дојде до вакво дело. Ќе кажам, сепак вреди да биде дело, вреди да стои во корица, зашто оди во библиотеките, а таму ги собираат сите овие дела, постоиме некаде, значи ќе не има. Убаво е тоа да се направи. Само уште едно подсетување, каде може да ги најдат вашите книги? Јас и на самиот Facebook споменав, зашто интерес за романчето имаше премногу. Може да се обратат кај мене, во инбокс, да напишат, значи не е воопшто проблем, достава има до секого, кој сака да си купи. Цената на романчето е 200 денари, на поезијата една книга е 150 денари. Мислам дека е нешто не премногу, туку доволно, така да не е воопшто проблем да се најдат. Јасмина, јас ви благодарам што бевте мој гостин. Се надевам ќе имате успех не само на полето на пишување, успех во факултетот и успех во животот и понатаму, во однос на една промоција и поведер живот понатаму. Баш би сакала како последно нешто што ќе го кажам, ве молам романчето само. Ова го читам насекаде и повторно ќе го кажам. Животот е танц, смело танцувај низ него, но со искрени чувства, зашто повредувањето ме тера да имам страв да ти се доближам без сенка, без слава. И последното што сакам да го кажам, кога луѓето посакуваат здравје, среќа на некого, не. Јас ви посакувам на секој од вас да се пронајде себе си, да си го осмисли патот и силно да чекори кон тој пат на светлината, зашто тој е светол пат. Ви благодарам на мудрост и се надевам дека повторно ќе ви имаме во ова студио кога нели петата книга ќе излезе и ќе ја промовираме вака јавно. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.